Добро дојавте во моето ново видео. Денес ќе снимам една многу битна тема, сигурно ќе се пронајдете во тоа и сигурно имате и такви дешавки што ви се има случајно и знаете како е, пример да се изгориш нешто или да биш, не знам, растревожен нешто, како и да е. Значи, да не должи многу ќе збораме за за денешното видео. Дали има вистинска љубов во ова време и вистински пријатели, или само тоа е лага, или само тоа е еден збор. И сега сакам прво да почнем од... прво ќе почнем од другарството, дружбата во денешното време, после ќе преминеме на љубовта и тоа ќе видите за ова видео што го правам. Значи, вака, мене има скоро 6 дена, малце работам и нешто друго, затоа го оставив ова на втор план YouTube, пошто едноставно малце морално ми пада, колку сакам да видам на ниво, едноставно не може, ми паѓа теморало, идеите поќе веќе немам ни идеи поќе, пошто изгубив и не знам што да снимам поќе, или како да е, не е битно, значи не е толку битно дали ќе клам по 10 дена видео или утре или заутре, кога можам, си клам видео, едноставно го се гледам како хоби, не си го гледам како работа, пошто ако го гледам како работа, да се требаше да вадам пари, да бев милиардер, али изгледа најверојатно во ова не се пронајде, ама се пронајде во нешто друго што си работа, значи нормално во животот треба да имаш план Б, не си имал план А. Мора малце да ризикувате, душа ризикот носи капитал. Како и да, значи во денешно за крај, значи на приканата за YouTube за видеата, одиме се на друга тема е тоа што во денешно време дали постои другарство. За мене, од моја перспектива, во моите 24 години, покрај се што имам видено и поминато, мислам дека не мислам, толку сум сигурен дека не постои. Зошто? Пошто во денешното време е толку сурово и лошо што сите не те ценат поданаку, туку се ценат, дури имат корист и дужат со тебе, едноставно ако имаш пари ќе трчат по тебе, дали било тоа жени, другари или слично, значи збораме општо за другари, дали машки и женски другарки и другари. И тоа што во денешно време многу тешко е да најдеш вистински другар што ќе ти се најде, што ќе види тука и во лесно и во тешко и во лесно, а не само кики или какаља и на кафе, ако ќе имаш мака, треба да дојде тука, потоа се важи другарство, не ќе излезам на кафе, ќе излезам во кафана за пиење и за јадење, сите сме тука. Ама битната ствар е кој ќе ти треба нешто, дали ти се дупнала гума, ти дојде дрва, нешто куќа реновираш, да креиваш столици, маси, регали и слично, и тогаш е битната работа дали ќе дојди и дали нема дојди. Ако не дојди, добро, ајде, еден минус можеш. Втор пат ќе побараш, третиот пат, после значи 3 пати го бараш, зависи, некој 2-3 пати некој еднаш го бари, ако го одбија, едноставно му клаваш цртичка и кој теба поќе, значи тоа не е вистински другар и тоа е тоа што во денешното време е многу лошо да стекнеш друга, да му се довече некој, да му кажеш дека што сакаш пример да почнеш, што идеи имаш во животот, што цели имаш во идејата, нешто што те мачи да му кажеш, едноставно дојде времето да се плашиш дури на брат да му кажеш, а не на другарти или на другаркати. Дали ќе те прекаже, дали ќе ти слуши, дали ќе ти поможи, пошто во некои работи ќе му кажеш пример едно и после кој ќе излезе со некој други ќе рече овој знаеш ми смејава мене, вака и вака, едноставно ги прекаже во работите што ти му кажеш, мислиш дека тој те вистински другар или другарки, знаеш дека си 100% сигурен дека тоа нема да биде прекажано на уште 100 души, ќе мислиш дека ќе си рачунеш ти, пошто ако си се дужи 4-5 години, ако тој ти има кажани, ти ако ми кажеш, ти знаеш дека си сигурен дека нема да кажем никој, дека ќе ти дај некој мислење или некој помош што ќе ти поможи за која било работа што ти е тешко во живот, пошто реално во денешницата сите си имаме и во тешки работи маки и добри работи имаме. Значи не можеме ние цел живот да седиме само во добри работи, мора малце и негативно да мислиме, мора и позитивно, значи 50-50 баланс мора. И тоа е што денешно треба да се пази на кој да му се каже се, да се пази со кој треба да се дружиш, пошто никој не те мисли во денешно време добро и никој не ќе да видиш подуспешен, дали ти си бил бизнисмен, дали си отворил кафич, дали си отворил кафана, дуќан, продавница, што било да е, значи никој не ти мисли дека ако ти рече дека браво со среќа ладите, тој да знаеш дека индиректно ти колни дека успе, пошто никој не ќе да виш
над него, пример кој овој што си ти пример поќе од мене. Тоа е, да не беа таквите работите, да беа браво да ти ако ти треба нешто тука сум што и да ти треба звони ми во кој било време. Ето едноставно е изгубено и не постои поќе во другарството, тоа значи е мртво што сите имат корист, пример денес ќе ти звонам, пример ќе јадеме вама, уствари нема да те барам и тоа веќе е изумрено, тоа веќе е детска работа и мислам само едно зошто го правам ова видео пример поќе да ќе се поставите, го правам видео зошто пример што постигнувате ако го искористите некој или ако го забите или ако го смеате, што демек готови се крива, демек алал да ти е брат го сакате и од дупење овој нема муцка да отвори 2 месеци. Не, едноставно толку ти делиле тебе во мозокот за да го користиш некој што пред да го искористиш некој да го заебиш, тој ти беше на најпоќе тука кај што ти беше тешко, едноставно добрините ги заборават луѓето, рече што помина замина еднаш ми помоши, тоа веќе е тоа еднаш, а некој ти се најде дека има поминато поќе работи, поќе во работи ти си има најдено, тоа некако пошто вистината ќе ги боли и ќе ги боли во денешно време, нема шанса да не ги види. Тоа е чувствуваш како пример бериш дома пример 30 души и си мислиш дека вау, еве брат, ти си помине мувено друго. И по 2-3 дена ти вртат сите гледа, едноставно ти дојде за да се напијат, да си знајадат што има тука да се поседнат се и утре да ти рече кој тебе не те познавам ни 2% и едноставно другарството е веќе умрено. Јас мислам такво имам мислење дека треба пазен со кој да се дружиш, кој да го викаш дома, со кој да се добереш и со кој можеш да му кажеш се што за твојот живот и да знаеш дека нема да те повреди и многу лоша работа што имам сличното од многу луѓе е да пример да те вреѓат женскати, да ти мислат лошо, пример да те го солат паметот, што имат љубомора дури сакаат да те скарат со женската за да дојде тој со неј, за да ајде назва да ти ја еби и утре други да не ти каже дека имало што со неа. Ето толку гнасни луѓе што поставуваме што треба ептен пазење и проценување, значи со едно излекување можеш со 2 збора да ти каже дали ова е за тебе или нешто, ти почнува да ти збора глупо за да се фали пари, ово на шетање на друго. Ти си свати самиот дека тој не е за тебе, зависи секој имат различни мислења, мојата перспектива, мојата гледна точка на денешницата се во никој не имам верба, поточно ниво брат, што се вели не треба да имаш верба, а не во некој друг. Ова го кажам затоа што и 20 години да се држи со некој, ти знаеш дека ќе бидеш под страв тоа што му каже дали правилно напостапив, дали правилно му кажав и сум сигурен дека нема да каже, тоа е знак прашам дека нема се каже, може пред тебе да ти вика, а зад грб да има прекажано на 500 души. Како да е. Сега да преминиме на другата тема. Дали во денешно време мислите дека има вистинска љубов или вистинско пример момче што можеш да му се довериш, да му кажеш све и мислиш дека нема да бидеш пример повредена, преварена, лажена, манипулирана и различни ствари? Или повратно да најдеш женско што нема да те лаже, да те мама превара, да те врати по тавани, да те манипулира, да те вреѓа и да не те цени и едноставно да нема да верува ништо во тебе, да се прави дека ти имам. Јас мислам во денешницата, поќе пата го имам во денешницата, нема везе, ќе се скрати тоа. Мислам дека ајде од 100%, 70% може да се најде чупе, зависи до карактерот, пример ти, какви чупина сакаш, дали сакаш енергични, дали сакаш некои мутави, дали сакаш некои чупина, пример помали од тебе 3 години, 5 години, значи зависи тоа од машкото, пример, поќе од машкото, пошто ние пробираме и пишеме, додуше не дека не бират и женските, ќе се навратиме на тоа. Во текот на мавето, значи зависи што чупе сакаш, што сакаш да потесте, дали ти е авантура, дали ти за 2-3 месеци се помеш, дали ти да се фати да забореш бившата или бившиот, дали сакаш да забореш некои работи, да си помениш убе, после да му видиш клаците да искористиш. Најлошо е чупе да искористиш, да му ветуваш, да му кажеш дека ќе оде мине долго, дека ние вака ќе правиме, дека ние ова ќе го поминиме, сега вамо ќе те нозам се онам, значи многу лошо на некои исто така и на машките се прават, секако и на женските, најлошо е да искористи некоја. Или одиш за сериозно, или порано не се фаќа ич, или има некои таквите
ај сега да не зборам, не сум толку вулкан, доволно сум воспитан да не се изразам така пред јавноста и пред виден, че има такви чупина што сакат како авантури и слично и никој да не ги знае, ставно тие се кријат и веќе создадено, мислам дека такви чупина не му треба. Сигурно сум и на 100% машки, ајте 90, зависи од машко до машко, мислам дека паќите машки сакат мирни чупина, паметни, ценети, доверливи, да не ги лажат исто и да се тука кога нема е најтешко. Мислам дека секој машко абе 5 или 4 работи што ја кажав, ќе ги сака и за да има едноставно мирна и средена врска што ќе му тече животот понатаму, ќе биде среќен, а нема да се талки или да се нервира, јаваше ми презинеца, ќе си спијан и ќе ми мане превара со ова. Едноставно мислам дека колку е лошото, толку е уште потрагично. Немаш токсична врска. Пример да ти ли во море, пример излегваш од дома, одиш пример на корзи, 20 стики треба му кажеш со кој се кајсиш, гледа се во телефона, не се гледа, сигурно те гледава тебе, сигурно не ми враќаш, имаш маната права, значи тој е токсичен, значи знам дека треба во врска да се љубомори и све, ама тоа треба со граница. Ама тоа некои ја преминат границата и некои си дозволуваат, ама пример многу ретките се луѓето, а најпоќе ми се му смета и на женската страна што колку што си токсин, толку му си одбивен на некоја и едноставно може да ти ги удри клоците во дали тоа била 5 години, 6 години, ако сакаш и цел свет купи му го. Ако му се дојде, може во минута те блокира и блокаут да едеш од сегде, сите социјални мрежи да се чудиш што си направил, како си направил. А па сега од женската страна, лоше сигурно сакам да ми коментирате нова видео, е тоа што зошто ги гледате машките како е облечен, разбираме да е облечен пенантен, намирисен, то го разбираме, исто дека женските, така машките. Зошто делот чупината, како што ми имат кажано другари, и слично и секако ги имаме видено, и чупината секако што не се прават такви, ово зборно за чупината што трчат по коли, што да име, ајде ќе одам со овој пари, овој нема 2 динари да го истресам, цел дали ќе падне 5 денари, али овој ќе ме вози, ќе ме шета, вака така. Значи, сега една работа ќе кажам и кој сака може да се промени, кој сака може да се налоти, значи ова се кажам од моја гледна перспектива, што имам видено и што имам сличното дали од другари, од пријатели, слично. Значи, парата не го прави човекот, туку човекот го прави самиот со себе, каков човек ти ќе бидеш година. Дали ќе бидеш коцкар, дали ќе бидеш наркоман, дали ќе бидеш не знам, ти си го ебаваш животот, едноставно 2-4 седмици ќе скиташ на надворни работа, не сабота, ништо, значи ни фамилија, ни ништо, катастрофа. Или ќе бидеш, примерите ќе збораме за луѓето што примеш имат пари, денес имат пари, утре ќе имат пари, заодите ќе имат пари, ама не знаеш кога ќе секнат. Значи не мора да значи ако имам 2 бизниси дека обезбеден ми животот, не. Може денес да те биде утре, ама не се знаеш по еден месец, 2, 3, 4 по година, дали исто бизнис ќе го држиш уште. И се друга гледна точка, ако луѓето што ги делат на богати сиромаси, пример богатите ако се толку, а сиромасите ако се толку, се ќе ви кажам една чиста вистина. Да му побараш на богаташ, дај ми 100 евра назаем, ќе се размисли. А ако му побараш на сиромав 100 евра, и да нема ќе најде ќе ти дај. Тоа е предноста што богаташите и што се богати и се скржајци, а сиромав и да нема, рачуно и да има последните пари што ги има берано во 6 сати или во 10 сати надвор полиција за да се бара по 100 денари, по 10, по 50, ќе ти гај тебе и ќе умре од глад. Тоа е што сам да кажам дека кој е разликата помеѓу сиромав и богат и едноставно дека мислам дека да не се навраќам назад. Мислам дека такви чупина, едноставно, јас не сакам да ги видам, а не па да бидам во таква врска, пошто јас сакам чупи да биде пример, прво, што фамилија зависи, многу битно е, што фамилија си, значи зависи фамилијата каква моја. Втора работа, сакам да биде паметна, да биде доверлива, мирна, да ме цени и да си има доверба, најбитното. Ако си има доверба во врската, значи се може, ако не се нема доверба, и ако се нема хемија, значи од 10 работи, ниедно да немате исто размислување, значи ако нема хемија, таа врска кога тоа ќе цркне, ќе
умри. И многу битно е да не се слушат другарите или другарките, овој го видов вамо, овој она, значи прекажување чачале мачале како жените на чешма, тоа веќе скроз заминат од пред 20 години, може и повеќе, тоа веќе не знам никој го верва тоа дека го сликав овој, ти ма направера, те лаже, не легнал, се мочал во двора, вака така бла бла бла. Значи такви чупина не сам јас, сигурно и некои други што има исто размислување ко мене, нема дојде со чупи што е трча по пари, едноставно јас имам пара, ако имам поќе јас од тебе, значи таа ќе дојде со мене и такво чупење ми треба, едноставно таа седни да клаш во кујна, мислам дека ако ти испржи јајце или ако ти свари граф или ориз, јамката и саклами ќе се овесам. И тоа значи има различни чупина од чупина, ама има различни и машки до машки што се уфилмат, што носат со марка, јас носам Tommy Hilfiger, Hugo, Calvin Klein, вака, знаеш брат, ти ништо не носиш вака, са вамо ќе носа така. Значи такви фалмачиски работи и луѓе што се гледат по облекот, дали било тоа облек од 100 евра или од 1000 евра или било тоа облек од 500 денари, мене ми е како што ми е удобно, мене ако сакам можам и со 1000 да се облечем па да изгледам пренајубо и како што се осеќам јас, а не сум јас ова ми е 100 евра, ова ми е 200 евра, 300 евра, никој врат не те гледа материјално. Секој те гледа колку ти има делени, што имаш да му кажеш на луѓето и да му пласираш, за да знаат дали ти си доволен созрен да се дружиш или доволно несозрен, па да ти ги удрат клаците да си седиш сам на ограда и се сликаш 500 слики емани со твојата гардероба или аутфит од 1000 евра, што ги немаш нити сработена. Толку можам да кажам, а вие кажете мислење за првата тема за другарството и за втората тема за љубовта, а ние се гледаме во наредното видео. Поздрав!